Ципрас смета дека тежок бил процесот на уставни промени во македонското собрание поради потребата од двотретинско мнозинство. Грчкиот премиер вчера на средба со новинарите на меѓународниот саем во Солун му посака успешен референдум за промена на името на премиерот Заев и ја отфрли можноста за распишување на референдум во Грција. На 30 септември има референдум во Скопје. Посакувам и се надевам дека мојот пријател Зоран Заев ќе го добие. Потоа имаме тежок процес, процесот на уставни промени кој што ќе се финализира кон средината на јануари. Тоа е процес што е тежок бидејќи бара 2/3 од собранието, а потоа секако го имаме процесот со протоколот за интеграција, бирократските процеси во НАТО. Вчера шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас прогласи победа за Грција со договорот за името. Во иднина веќе никој немал да ја вика соседната земја Македонија, туку Северна Македонија. Според Коцијас, Грција ја води играта со името. Иако Македонија прифатила референдум и уставни промени, сепак на крај се ќе зависи од Грција. За Коцијас користењето на македонскиот јазик и идентитет од страна на македонските власти представува само дел од пропагандната кампања за предстојниот референдум на 30 септември. Господин Заев се обидува да направи референдум на кој нема да се навлегува во дебата дека земјата си го менува името. Тоа е втора земја во историјата на Европа која го менува името. Ципрас од друга страна вчера ја отфрли можноста за предвремени парламентарни избори во Грција. Јасно стави до знаење дека и без оглед на ставот на владиниот коалиционер Панос Каменос, тој ќе го донесе преспанскиот договор и ратификува во грчкото собрание пред следните парламентарни избори во Грција, кои треба да се случат во септември 2019 година. Ќе го направам она што го сметам за национален интерес, кажа синоќа Ципрас.